почитуван председателе, почитувани пратеници. Пред нас го имаме предлог на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите. Како што рековме, станува збор за една многу значајна статистичка операција попис на населението, на домаќинствата и становите, и токму од оваа потреба е и донесувањето на овој закон. Станува збор за донесување на еден адхок закон, еден закон кој што ќе се применува токму за оваа статистичка операција, а владеачкото мнозинство намерно или случајно, дали со некоја умисла или не, го остава без јасни дефиниции, го остава без методологија и го остава недоречен на многу места во самиот закон. Апсурдно е кога имаме еден закон кој што е точно предвиден и е наменски се донесува за спроведување на пописот, за кој што сите овде се согласуваме дека е значајна статистичка операција, е да го оставиме и да не одговориме и да нема законот да нема поимник, во поимникот да не се наведени основните работи кои што се предвидени и се влезени и се според препораките на конференцијата на европските статистичари. Само за пример, со пописот треба да бидат офатени единствено лицата кои континуирано престојувале на нивното вообичаено место на живење во период од најмалку 12 месеци пред денот на спроведување на пописот, како и лицата кои пристигнале на нивното место на вообичаено живење во текот на 12 месеци пред денот на спроведување на пописот со намера таму да останат најмалку една година. Значи, основните забелешки беа дека ги немаме дефинициите во кои што пишува што е живеалиште, што е постојано живеалиште и не правиме разлика помеѓу резидентно и нерезидентно население. И што се случува овде во собранието? Добивме спинување, односно добивме дискусија за тоа колку се важни иселениците, колку е важен нивниот допринос, и позицијата и опозицијата се надпреваруваме со тие аргументи. Меѓутоа, не е воопшто спорно дека лицата кои што се иселени од Македонија се и текако важни за нашата економија. Благодарам, имате реплика. Туку станува збор за нешто друго. Лицата кои што не се резидентни во Македонија, токму власта треба да се извини затоа што има намера да ги попише на овој начин. Знаете дека имате населени места во истокот кои што се празни, а со ваков закон за попис тие ќе бидат попишани како резидентно население, односно нема да се прави разлика дали се во државата или се надвор од државата. Подоцна, кога ќе се споредат со базите на податоци кои што се наведени во членот 5, ќе излезе дека имаме лица кои што не следат основно образование, не следат средно образование и така натаму. Токму од таму произлегуваше сугестијата да се прави разлика помеѓу резидентни и нерезидентни, за да знае државата со колкав капацитет на луѓе располага, колку луѓе живеат во тие населени места, а на овој начин, како што е предвидено, пописот ќе биде само собирање на матични броеви. Односно, досега немавме попис и не им верувавме на бројките, со попис проведен на ваков начин, ќе имаме попис и пак нема да и веруваме на бројките. Имаме два аспекти. Едниот аспект е, како што реков, самите законски недостатоци кои што се дел од овој закон. Немање на поимник, големите надлежности на директорот за Завод за статистика, неусогласена односно непостоечка методологија која што требаше да биде дел од овој закон. Затоа што ако донесуваме закон кој што е адхок, кој што е наменет токму за пописот, логично и методологијата како пат или начин, избир на постапки и средства кои што ќе доведат до начин на кој што ќе се располага со овие податоци, на начин на кој што ќе се споредуваат со базите на податоци, да бидат дел од овој закон. Меѓутоа не, овој закон предвидува тие да бидат оставени и да бидат донесени дополнително како дел од подзаконски правен акт. Тоа е едниот дел од проблемите. Вториот дел од проблемите е самата временска рамка во која што се предвидува да биде спроведен овој попис. И јас и другите колеги претходно споменаа дека и Германија, и Шкотска, и Ирска
Романија, Бугарија, повеќе земји покрај препораките дека во првата година од новата деценија треба да се спроведе пописот, го одлагаат пописот за нередната 2022. Затоа што наместо ние во престојните месеци да се сконцентрираме на процесот на вакцинација, кој што гледаме дека тече во сите европски земји, да се сконцентрираме на начинот на имунизација на нашето население, за да можеме да разговараме за економска обнова и да разговараме за економско опоравување, ние насилно тераме во еден попис за кој што, како што гледаме овде, не само што немаме општествен договор, туку не успеавме да изградиме партиски консензус. Зошто? Треба ние да се запрашаме. Зошто не успеавме да изградиме еден партиски консензус? Затоа што прашањето дали сме подготвени да го спроведеме пописот и пописот да даде релевантни податоци во кои што сите ќе имаат верба и во кои сите ќе веруваат, е прашање кое што се однесува на оние кои што се одговорни за подготовките и за спроведување на пописот, на оние кои што ја подготвуваат законската регулатива, а тоа сме ние, меѓутоа се однесува и на граѓаните, односно на сите оние кои што имаат обврска да учествуваат во пописот на попишувањето, односно самото население. Зошто не успеавме да направиме еден процес во кој што ќе одговориме на клучниот демографски предизвик и ќе успеевме да направиме и да создадеме закон во кој што ќе имаше поимник, закон во кој што немаше да имаме врзани подписи на начин на кој што се понижува улогата на директорот, закон во кој што ќе имавме методологија и закон во кој ќе имавме јасно утврдување на кои податоци и на кој начин ќе се користат тие податоци од базите на податоци кои што се само споменати сега во членот 5. Па да не зборувам понатаму дека имаме контрадикторни членови кои што во еден став предвидуваат непосредно собирање на податоци, за во наредниот да предвидуваат давање на податоци за лица кои што на ними се најблиски, а при тоа немаме јасна дефиниција за кој и за какви лица станува збор. Односно, ако начинот на пребројување, да кажеме, кој што е предвиден во овој закон, илустративно го пренесеме сега овде во оваа собраниска сала, при пребројувањето овде во салата ќе бидеме присутни онолку луѓе колку што матични броеви ние знаеме или колку што матични броеви ние ги познаваме. И сами знаете дека кога ќе дојде ред да се гласа и председателот на собранието повикува да се преброиме во салата. По таа логика, по истата логика, треба да се преброиме во државата и сите оние кои што ќе се пребројуваат преку електронската апликација да бидат ставени во посебна категорија. На овој начин, верувајте ми, ќе заврши пописот, ќе го спроведеме каков таков на сила, на крајот на денот ние, вие сите нема да знаеме со колку луѓе располагаме, со колкави човечки капацитети располагаме, кој од луѓето се овде, кој од луѓето не ни се овде. И понатаму ќе треба да донесуваме други закони, други решенија, да импровизираме. Предпоставувам дека ќе се споредуваат со базите на податоци со Министерството за внатрешни работи, кои се излезени, кои се влезени. Меѓутоа, ќе добиеме еден квантум на население, според кој, верувајте ми, иселените лица ќе бидат најмногу понижени, затоа што ние како држава нема да им признаеме дека тие не се овде. Вие и да живеете и вашето дете, еве пример, да учи во Алба, во Италија, вие ќе бидете попишани овде и вие ќе бидете третирани исто како резидентно население овде. И овде не станува збор дека ние треба да се извиниме на иселениците затоа што предлагаме да се водат две различни категории, туку спротивно, власта која што не дозволува никој да се третира како иселен, треба да се извини на тие луѓе. Затоа што планирате да направите еден глобален попис кој што ќе покаже дека во Македонија нема иселени луѓе, дека сите луѓе овде живеат и дека сите луѓе допринесуваат на економијата, без при тоа да и погледнеме реално, на реалноста да и погледнеме во очи и да погледнете дека и во источниот дел, и во западниот дел имате празни населени места, имате празни населби, имате празни села и градови. Ви благодарам.